На градскиот плоштад у Тринава свечено се отвори 21-то издание на дводневната саемска манифестација Денови на мед. Мед и други пчелни производи изложија десетина пчелари од градот. Председателот на пчеларското здружение Пчела Горан Митевски се надева дека оваа година за Кумановци ќе има доволно мед. Нагласи дека и годинава временските услови не биле во корист на пчеларите, но сепак преземаат мерки иако не можат да направат многу против климатските промени. Во просек оваа година по кошница приносот изнесува 10 килограми. Се бориме ние како здружение, правиме напори да подобриме нешто со климата. Единствено што можеме со посадување на одредени медоносни дрвја, кои што токму во тој период кога недостасува храна за пчели, тогаш да има такви дрвја како што е софора и еводија, нели, каталпа, како што сега оваа година планираме да ги засадиме, да ги поделиме на членовите на здружение и да долгорочен пат така да во иднина да ја подобриме за нашите наследници, да може да продолжат со подобра паша. И останатите пчелари се согласуваат дека од година в година се намалува производството. Цената на мед во моментов изнесува 500 денари. Ланската година беше многу лоша, катастрофална да не кажам. Ова година е добра значи тројка. Временските услови се променет и климатските промени го прават своето. Гледаме дека имавме доста долг период, сушен период. Така да дождовите многу покасно падна и тоа влијаеше на пчеларството и на придонесот на пчелите. Па неупоредливо е полоша е ситуацијата денеска, бидејќи во поранешните години по стари пчелари што не принесуваат, имало изобилство на мед, бидејќи климатските услови тоа го дозволувале, имало повеќе врнежи. Денеска еве самите сведоци дека од април месец до октомври нема капнато ни капка дожд, што е еден од предуслови за добра пчеларска паша. Манифестацијата за отворена ја прогласи градоначалникот Максим Димитриевски. На саемот, кој се организира со подршка на општината, како и претходните години, учествуваа и ученици од Средното стручно училиште Киро Бурнас, кои поседуваат сопствен пчеларник.